Прво е многу важно што има повторување на судскиот процес за случајот наречен Монструм. Тоа е прво важно затоа што очигледно дека првото судење поради чувството на нетранспарентност создаде многу дилеми по однос на епилогот на судењето, што потоа придонесе во недоверба на одлуката за процесот, но и недоверба во целиот судски процес. И денеска навистина е добро да се види еден повторуван, транспарентен судски процес во кој што еве секој збор се следи од страна на јавноста, меѓутоа и од страна на меѓународните фактори, опсе со цел да се вгради доверба и овој процес да се деполитизира, да се деетнизира и навистина да стане правно кривичен процес во кој што врз основа на факти и аргументи ќе се донесе одлука, а потоа граѓаните ќе имаат доверба во таа одлука, и тоа е важно не само за овој судски процес, туку и за сите други кои што на некој начин ставија лош имидж на судството, односно дилема за селективна правда во нашата држава, дали е тоа случајот на Малиот Алмир, дали е тоа Сопот, дали е некој друг случај. Мојата улога беше денеска како сведок, споредна во тоа време како гласноговорник на Демократската унија за интеграција, меѓутоа не само јас, секој кој што смета дека може да придонесе овој длабоко сензитивен, политизиран судски процес да се разреши и да се даде епилог на кој што ќе имаат доверба сите страни вклучени во процесот. И господинот Ахметиев, и вие рековте дека како политичка партија сте инсистирани нели судењето да се врати на повторно судење. Дали исто така ДУИ како политичка партија инсистираше и на тоа обвинетите да се бранат од слобода во овој случај? Видете, мислам дека беше многу важно процесот да се повтори уште еднаш. Затоа што граѓаните не веруваат. Многу е важно граѓаните да имаат доверба во процесот. Политичките партии и граѓаните нема да се мешаат во одлуката на судот. Меѓутоа важно им е да видат. Видете, ако гледајте ги судењата во Хашкиот трибунал, целиот процес на судење оди живо по телевизија. Значи не само овие изјави туку и вашето и присуството таму и сведочењата одат директно се пренесуваат во живо. Бидејќи знаат и тие знаат и целиот свет дека е многу важно да се добие довербата на граѓаните во аргументацијата, односно во фактите. Затоа ми е задоволство денеска што гледам многу медиуми, гледам следење на секој збор што се кажува овде, гледам меѓународни представници кои што го следат процесот, бидејќи мора да се врати довербата и за овој процес, меѓутоа и довербата во судскиот систем во целина. Не ми одговоривте за одлуката за притвор. Видете, ние не сме правеле никаква форма на притисок врз судството. Ние сме барале јавно дека очигледно првото судење кај граѓаните не ги задоволи барањата на граѓаните за транспарентност и јавно презентирање на аргументите. Мислам дека овој пат тоа се прави на транспарентен начин.